Власта и опозицијата заедно да ги направат уставните измени и да ја споделат одговорност. Првиот човек на СДСМ со нов повик до премиерот и власта, овој пат од собраниска говорница на панел дискусија за проширувањето на Европската Унија. Вели, опозицијата е подготвена да ја сподели одговорноста и во делот на преговорите со Унијата и дека тие нема да задираат во идентитетот и јазикот. Филипче бара да не го испуштиме возот, зашто вратите на ЕУ може да останат затворени со децении. Го повикувам Христијан Мицковски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени. При тоа, ќе ја споделиме одговорноста за тој чин. Ние како коалиција која што предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да не го пропуштиме моментот. Ќе останеме по страна, нема да имаме шанса. Нема да можеме да преживееме. Нема да имаме пари од кај да земеме, ќе тонеме во сиромаштија, а младите ќе заминуваат од земјата. Власта е целосно посветена на реформите кои од нас ги бара Европската Унија. Заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков вели дека власта не зборува само за членство, туку за европеизација на системот и создавање на држава во која младите ќе сакаат да ја градат својата иднина, а институциите ќе функционираат одговорно. Веруваме дека Западниот Балкан мора да биде дел од големото европско семејство. Не само поради географијата, туку поради заедничките вредности, безбедноста и иднината што заеднички споделуваме. Во контекст на предлогот на германскиот канцелар Мерц, но и на 5 европски држави – Австрија, Италија, Чешка, Словачка и Словенија – за засилена интеграција врз основа на постигнати критериуми на земјите од Западен Балкан во европскиот единствен пазар, пратеникот Милошовски вели дека за сите земји од регионот многу е важно да имаат заедничка консензуална понуда од Унијата за тоа што тие сметаат дека можат да го овозможат за земјите кандидати од регионот. Овие две понуди упатуваат и на заклучокот дека полноправното членство никој не го нуди на тацна. Сега и веднаш. Овие две понуди укажуваат и на тоа дека и во самата Европска Унија земјите членки се свесни дека овој процес и за нив не е лесен. И затоа веројатно и предлагаат решенија кои што значат побрзо, но сепак постепено придружување кон заедницата на земји членки на Европската Унија. Има простор за земјите кандидати, но за тоа ќе бидат потребни храброст, политичка волја, многу реформи и обединетост, вели амбасадорот на кралството Шведска во земјава. Тоа вреди да се направи. Северна Македонија припаѓа во Европската Унија. Северна Македонија ја чека неверојатна иднина во Европската Унија како полноправна членка. И вредат жртвите, реформите. Тоа е моето убедување. На дискусијата дебатираа и представници на други европски држави, но и пратеници и експерти. Во време кога светот тоне во тотално безумие, тешки се одлуките кои треба да ги донесе било која владеачка структура. Во такви моменти помага само единство и разумна потрага по решенија. Даниел Василев, Сител телевизија.